Македонија и Соединетите Американски држави имаат заеднички вредности: определба за мир, демократија, просперитет, пазарна економија и борба против тероризмот. Ова е паралелата што премиерот Никола Груевски ја направи со земјата домаќин на економскиот самит за представување на Македонија во Чикаго викендов. Повеќе за ова ќе чуеме на самиот почеток на нашата емисија. Во време на кредитна криза, што овде во САД се споредува и со големата депресија, Македонија се представува како земја на економски можности, како ново економско чудо во Европа. Во Чикаго, сојузната држава Илиноис, се одржа форум на кој владен тим, начело со премиерот, ги изнесе достигнувањата на државата во сите сфери на економијата. Посетеноста беше импозантна, интересот на присутните забележителен, а ентузијазмот на излагачите на високо ниво. Како што кажа премиерот Никола Груевски, дури и неговите очекувања биле надминати. За амбасадорот на Македонија во САД Зоран Јолевски, кој релативно кусо време престојува во Вашингтон, ова беше веќе трета можност да ја представи Македонија на голема врата во САД. Пред 6 месеци мразот беше скршен во главниот град, за изминатава недела за Македонија да се зборува во бизнес заедниците на Сан Франциско и на Чикаго. Груевски веднаш изгради мост со американската публика. Цитирајќи го Линдон Џонсон, тој рече: "Ние мора да ги отвориме вратите на можности, но ние мора и да ги опремиме луѓето да минат низ тие врати. Затоа, рече тој, владата на Република Македонија со својот ангажман, со имплементација на реформите и со привлекување на странски инвеститори се обидува да го донесе поблиску хоризонтот на американскиот просперитет до македонските граѓани." Вице-премиерот Зоран Ставревски стави цифри и факти на сликата за Македонија. Своето детално излагање го сумираше во неколку точки. Македонија има статус на кандидат за приклучување на Европската Унија. Ги исполнила НАТО стандардите. Има долгорочна макроекономска стабилност. Млада, расположива и компетитивна работна сила со просечна плата од $500 американски месечно. Пристап кон проширен пазар од 650 милиони потрошувачи, квалитетна инфраструктура, најатрактивен даночен пакет во Европа и влада подготвена да им помогне на постојни и идни инвеститори. Нагласката на добра волја особено ја потенцираше присуството на американскиот амбасадор во Македонија Филип Рикер. Еве како тој ја гледа својата улога во овој процес. Во рамки на договорот за стратешко партнерство, подпишано од секретарот Раис и министерот за надворешни работи Милошевски во мај годинава, ние сме партнери во сите сфери на развој и тоа ја вклучува и економската, комерцијалната сфера. Моето учество во оваа македонска програма беше да помогнам од американска страна, да ја представам Македонија на инвеститори и бизнес луѓе како можност за иднината, зашто САД веруваат дека постојат можности кои се добри за американскиот бизнес во Македонија и во југоисточниот европски регион. Ова беше пригода кога се подпишаа и два важни документи: меморандум за разбирање меѓу Американската агенција за меѓународен развој и Македонија 2025, како и договор за соработка меѓу македонската влада и Бостонскиот универзитет.